Трагикомичната настаната ситуација на веќе познатиот настан кој одбележа минатата недела најде на многобројни негативни коментари упатени кон групата Фолтин. Веќе познатото извисување на нашата екипа од страна на членовите на споменатиот македонски бенд и настанатата непријатна ситуација на која случајно или намерно пробаа да глумат звезди, каде што нашата екипа доброволно со најдобра намера сакаше да го подржи настапот на Фолтин, крена прашина во поинаква смисла. Наместо добра бекстејџова приказна, добивме едно големо ништо. Новинарската екипа, пратена да го покрие овој настан, остана да чека цели 3 часа, но не доби никаква изјава од ниту еден член на бендот. Живееме на територија со мала естрада, која едва исклопува крај со крај. Ние како единствен естраден магазин, кој живее да ги поддржува нашите артисти, од ден за ден измислуваме топла вода, за само да ги промовираме нашите звезди, кои да не се лажеме, се на една голема пауза, која трае поголем период. Добивме лавина коментари од колеги новинари и естрадни личности, компетентни да пресудат за ваквата случка, кои јавно прифатија да го искажат своето мислење за настанатата ситуација. Фолк пеачката Сања Гроздановска, не сакајќи да навреди никој од своите колеги, кратко одговори. Значи да бидам искрена, ја Фолтин не ги познам како група, дека мислам да сепак колеги ми се, нели? Тоа прилогот го видов од тоа што го имаше положено ти на Facebook и неа зборови. Може би сега е моментот кога треба да бидеме искрени и пробаме да најдеме некое заедничко решение. Фолк пеачите се едни од најкритикуваните изведувачи, но факт е дека повеќето од нив 7 дена во неделата имаат закажано свои настапи и тие се оние кои заработуваат многу повеќе за разлика од поп или рок пеачите на нашата естрада, но сепак трпат критики од своите колеги или публиката која негува други стилови на музика. Сани на ова ќе додаде. Ја можам само на кратко да одговорам. Нека повелат, да видат што е пеење пред публика. Можеш после да снимаш. Секој може да пее на двајца без тројца, ама секој од вторник до недела да пееш на вака публика. Нека повелат, слободно. Тоа е успех, да. Искуството вели дека отворената соработка со Сани досега донела многу интересни бекстејџови приказни со нејзина содржина, а таа секогаш отворена за соработка со поддршка до медиумите кои се исклучително значајни за кариерите на нашите звезди. Со оглед на тоа дека тука во Македонија имаме многу малце медиуми, значи ја ви честитам што постоите воопшто како медиум и како бекстејдж, бидејќи да не сте вие и уште некои емисии што ги приложува и ТВ телевизија, да ги поздравам. Ние ќе немаме каде да се промовираме. Затоа продолжете вака да работите и да не промовирате во најдобро светло. Да не се лажеме, водата спие, тие не испијат. Може би еден ден ќе успееме да се приближиме до стандардите на колегите од српската, бугарската и албанската естрада. За светската да не зборуваме. Непрофесионализам на ниво. За сета оваа настаната драма во која Фолтин се главна улога, но со титула најлоша можна улога, освен Сани, свој коментар даде и Васко Спасовски, новинар од Телеграф. Најпрво своето мислење го изрази на својот Facebook профил, за потоа да го каже пред објективот на бекстејдж. Крајно е безобразен таков однос од страна на нив. Искрено јас се изненадив. Јас ги познавам, сум немал некоја соработка, меѓутоа тоа што го знам за нив, знам дека биле коректни, знам дека немале проблем со медиуми. А ова што ви го направија, мислам, стварно ми е мене страшно е. Така да пак ќе се навратам на тоа. Кукаат дека не им даваме простор и се кога им дајате простор го злоупотребуваат тоа. И се утре ќе ослушнеш ти некој од Фолтин или некој друг било кој ќе збори како ние им даваме простор на србите, како им даваме простор на Цеца, на Саша Ковачевиќ, а еве ќе им даваш простор и еве што се случува на крај. Вакво однесување и непочитување кон медиум дефинитивно е недозволиво, а за тоа како треба естрадата да се однесува кон медиумите и дали медиумите воопшто се почитувани, Васко ќе каже. Се почитуваат, меѓутоа не од сите, има такви кои што стварно не почитуваат и кога ќе седнат не оговараат и дека сме ние новинарите вакви и такви, а кога ќе седнат со тебе се супер, ќе те почестат кафе. И тоа мал број се на такви луѓе кои што го прават тоа. Треба да имаме почит и они нас да не почитуваат и ние нив да ги почитуваме. Јас не дека ние новинарите треба да бидеме поголеми звезди од нив, напротив, они се тие кои што треба да бидат звезди, меѓутоа треба соработка. Значи, тоа што ти ќе снимаш некој
го прави за да му помогнеш нему. Пак ќе кажам, можем и без тоа ни да поминеме. Ако јас денес не ми даде интервју, не знам, некоја наша пејачка или пејач, јас ќе најдам нешто српско и ќе објавам и ќе си завршам работа. И пак има тоа поише читаност или гледаност од тоа они што ќе го кажат. Така да мислам стварно треба да размислат и да се научат да, особено во оваа ситуација кога нели нема доволно, кога не се доволно застапени и кога нели на една рака може да се избројат медиуми кои што третираат македонска естрада, стварно треба да се запрашаат до кога ќе се однесуваат така. Мој совет до нив е тоа да внимаваат во иднина, да научат да ценат и бидејќи кој ќе го плати тоа што вашата колешка 2 часа седела и го изгубила времето таму, кој ќе го плати тоа? Медиумите најмалку заслужуваат ваков однос. Фактот дека Фултин се врвни изведувачи во случајов паѓа во вода. Поими карактеристики за тоа се почита соработката, пристапот кон медиумите и професионалноста, а Фултин се сосема спротивно од наведеново. На Facebook некој рече биле ситни души, а тоа е нивниот најголем проблем.